во Евангелска методистичка црква. Го посакувам Божјото присуство и го посакувам помазанието на троединиот Бог, на Татко, Син и Свети Дух. Тоа негово присуство денеска биде во срцата на секој од нас, во нашите умови и преку тие мисли кои ние ги добиваме, нека тие се претворат во примерот на христоликоста која Бог ја очекува од секој од нас. И така, почнувајќи ја оваа богослужба со радост, ќе ги отвориме песнарките и ќе отидеме на песнарката или песната број 61 и таа песна за почеток на оваа богослужба ќе ја испееме, со тоа што јас ќе нагласам дека не можам да ги водам песните, затоа што неколкумина од луѓето што се во оваа заедница редовно тука од најоправдани причини не можат да бидат тука, така што ќе замолам братот Ѓорги и вие како хор да помагате што е можно повеќе. Ќе ја пееме песната број 61, а јас ќе сум понастрана од микрофон. Амин, му благодариме на Бога што ни дава можност да го славиме
овој богослужен неделен ден. Ќе ве замолам сите како заедница да станеме и ќе се помолиме за почеток на богослужбата. Небесен Татко, ти приоѓаме Тебе, бидејќи Ти си ни дал право преку Твојот Син Исус Христос и во Неговото име пристап. И во тоа име единствено имаме заедништво со Тебе. Истовремено, Татко Небесен, слушни ја нашата молитва во името на Твојот скапоцен, единствен Син Исус Христос и вечен збор и прати го Светиот Дух, кој во своето помазание ќе ни даде од плодот на Духот. Љубов, радост, мир, трпение, љубезност, добрина, верност, кроткост и самоконтрол. И во тој плод на Духот да работиме секој ден и да ги примаме даровите кои тој ни ги дава, за да бидеме корисни на црквата и корисни за напредок на Твоето царство тука на оваа земја. Услишај не те молиме. Татко Небесен, сега во ова заедништво. Амин. Повелете, можете да седнете. И јас, пред да испееме следната песна, сакам да прочитам еден текст од Стариот Завет, кој е поврзан со она што денеска ќе го имаме како текст за проповед кој се наоѓа во Новиот Завет, во Евангелието според Јован 16 глава. Ќе ги прочитам првите 6 стихови од Псалмот 136, по некои други верзии е 135. Но едниот или другиот од првиот до 6 стих. Благодарност на Бога за неговата непрестајна милост, или во овој случај можем слободно да кажам, овој збор може да се преведе и како љубов. И многу е битно тоа да го нагласам, ќе читам како тука е преведено, но овој збор се преведува и како љубов и битно ми е тоа бидејќи дел од она што ќе го кажеме потоа во Евангелието според Јован е директно поврзано со таа Божја љубов кон нас. Славете го Господа, зашто е добар, зашто е вечна милоста Негова. Славете го Бога на боговите, зашто е вечна милоста Негова. Славете го Господа над господарите, зашто е вечна милоста Негова. Единиот кој прави големи чудеса, зашто е вечна милоста Негова. Кој е премудар, го создаде небото, зашто е вечна милоста Негова. Кој ја утврди земјата врз водите, зашто е вечна милоста Негова. Амин. Овие зборови се псалм, како што и знаеме дека псалмите се пред се поезија, но се и наменети за пеење, и најмногу од овие псалми биле наменети да се пеат во заедница. И ова е еден од најпознатите псалми, во кој што всушност имаме еден која води, така да кажеме псалмот или песната, а заедницата одговара. На секој негова потврда, славете го Господа зашто е добар, заедницата одговара зашто е вечна неговата милост или зашто е вечна неговата љубов. Сопругата моја Нада и јас пред многу години бевме додека студиравме во Осијек, во Хрватска, имавме еден професор кој ги препеа овие псалми. Од изворен еврејски на специфичен, модерен во тоа време јазик, кој што одговараше на ритмот на тоа како тие може да се пеат. И до денешен ден се сеќавам како тој застана вака напред и го читаше овој псалм според неговиот превед, а ние како заедница одговаравме дека е вечна неговата љубов. Вечна е неговата љубов. И таа не е поврзана со години. Вечна значи надвор, дури и од големите незамисливи броеви математички кои може да ни дојдат во глава. Затоа што вечноста е нешто што Бог по дефиниција самиот е, и во таа вечност знаеме дека секој кој верува во Него може да смета на Неговата милост и може да смета на Неговата љубов. Да му пристапиме на Бог со храброст, со смелост,
Не заради тоа кои сме и што сме ние, туку да му нас пристапиме на Бога со смелост и храброст, затоа што во нашата вера осознаваме кој е Бог. И тогаш можеме да му пристапиме слободно, бидејќи тој не повикува и ни ја гарантира неговата љубов. И таа љубов е загарантирана со тоа што го прати својот единороден син да дојде меѓу нас, зашто неколку мига подоцна и поконкретно ќе зборуваме. А сега ќе преидеме кон следната песна, која е број 360. Песна број 360.
Срцето ако Христа душата, светло сека, со љубов живее. Амин. Ке ве замолам повторно да станеме на молитва пред да го слушнеме Божиот збор. Небесен Татко, Тие предаваме сега Тебе оваа служба, Ти го предаваме овој Твој свет збор. Нека ова слово биде лебот што доаѓа од небото и нека ни биде духовна храна која не крепи, но не крепи на тој начин како што и пеевме во оваа песна, во ум, дух, душа и тело. Така што тоа што е нахрането духовно да се манифестира преку нашиот пример и нашите дела телесни. Помогни ни овие зборови да ни бидат јасни од Твојата порака и да сакаме, Господе Боже, со сето срце да ги присвоиме, да бидат наши и со сета волја да ги послушаме, бидејќи доаѓаат од Тебе. Те молам да не услишаш во името на нашиот Господ Исус Христос. Амин. Повелете, можете да седнете. Во овие стихови, кои што сега јас ќе ги прочитам, а се наоѓаат во Евангелието според Јован, од 16 глава, од 25 до 33 стих, има еден стих кој верувам дека е многу важен покрај сите други стихови во кои што Христос зборува, но тој јас верувам дека е специфично поставен тука со таа цел да биде да нагласи нешто многу битно за учениците, а тоа е бидејќи Отецот сам ве љуби. Бидејќи самиот Татко, вели Христос, додека им се обраќа на неговите ученици, а преку ова што е сега запишано во Светото Писмо и до нас, ние сме уверени дека самиот Татко Небесен, Таткото кој го прати Исус Христос, кој вечно живее во врска и заедништво на љубов со Синот и Светиот Дух, не љуби и нас. И еве, што значи оваа љубов за секој што верува дека Таткото го љуби, дека Таткото не љуби. Победа над светот. Ова во параболи ви го кажав, но ќе дојде час кога нема веќе во параболи да ви зборувам, туку откриено ќе ве известувам за Отецот. Во тој ден ќе побарате во моје име и не ви велам дека Отецот ќе го помолам за вас, бидејќи Отецот сам ве љуби. Зашто вие ме возлюбивте и поверувавте дека јас сум излегол од Бога. Излегов од Отецот и дојдов во светот. Сега пак го оставам светот и се враќам кај Отецот. Му рекоа учениците негови, еве сега откриено зборуваш и никаква парабола не кажуваш. Сега знаеме дека знаеш се и нема потреба никој да те прашува. Заради тоа веруваме дека од Бога си излегол. Исус им одговори, сега ли верувате? Ете иде часот и веќе настапил да се разбегате секој кај своите. А мене сам да ме оставите. Но јас не сум сам, бидејќи Отецот е со мене. Ова ви го реков за да имате мир во мене. Во светот ќе имате маки, но не плашете се, зашто јас го победив светот. Покрај овие стихови, овој стих кој што го спомнав дека Таткото сам, Отецот сам, самиот Татко не љуби, има уште еден клучен поим кој што се содржи во овие стихови. А тоа е поимот час. Дојде часот. И овде се спомнува, а ова не е прв пат да се спомне, особено во Евангелието според Јован, овој збор, дојде часот, многу често се спомнува. И што тоа значи? Тоа има значењето на зборот час укажува дека дошол мигот
за Исус Христос во целост да го исполни она зашто таткото во помазанието на Светиот Дух го има пратено да го направи откако тој се отелотвори и беше роден од жена како обичен човек. Истовремено, учениците се пример за сите христијани ни сите векови на историјата. Затоа што секоја генерација на христијани ќе се соочува со ова што Христос им го предвидува на неговите ученици. Учениците овде се и определено огледало да гледаме во учениците, да не ги видиме нив, туку го гледаме Христос како се одразува во нивниот живот. И тоа ќе го појаснам малку повеќе како што ќе одиме низ стих по стих. Уште еднаш ќе кажам, важно е ова да го запамтим. Христос се огледува во она, како огледало во она што го кажуваат учениците. А ако ги разгледаме учениците како група, не специфично само во овој текст, туку во целото Евангелие, според Јован, и општо земено во Евангелијата, ќе видиме дека секој од нив покажал една определена почетна верност. Кога Христос му кажал на Матеј, стани, остави ga оваа цариници, твој бизнис со царина и следи ме. И вика, тој стана, остави се за себе и тргна по него. Понатаму ги сретне браќата Јаков и Јован и вика, тргнете по мене, вика, ќе ги остават мрешите од рибарење и ќе тргнат по него. Но, конечниот крај на секој од овие ученици е дека кога ќе се соочат со клучниот час на Исус Христос, секој до еден од нив ќе се разбега. И ова сега не е ниту причина за нас да викаме, ау, види ги ученициве, и да ликуваме, види на нас, нити пак од друга страна да кажеме, о, види ги ученициве, дали и ние сме такви. Не треба на ова да реагираме ни на еден, на овој начин, ни на друг начин. Туку овој текст, овие стихови треба да ни бидат подкрепа да разбереме дека Христос без разлика на нашата состојба во која се наоѓаме, се додека ние со вера одговараме на Него и велиме не се откажуваме од Тебе, Христе. Христос е секогаш со нас. Однесувањето на учениците уште повеќе ја истакнува природата на Богочовекот Исус Христос. Колку повеќе учениците покажуваат онаа падната човечност, ситуација во која што секој од нас се нашол, толку повеќе се нагласува со кого си имаат учениците работа и со кого си има светот работа и конечно со кој си имаме ние како верници и следбеници на Христос работа. Тука можеме да го земеме Јуда Искариотски како пример кој станува предавник и исчезнува, но дури и во неговото предавство, кога тој доаѓа и го открива, Христос го открива своето божество, бидејќи кога Јуда доаѓа и кога го прашуваат за да го предаде Јуда, кога Јуда вика, се откажува, знаете што е многу интересно? Јуда се откажува од Христос, затоа што е разочаран во своето разбирање кој Христос треба да биде. Јуда не го предава Христос само од определено, да кажеме, лакомост, алчност или некоја си користољубие. И тоа го има. Меѓутоа, Јуда првенствено го предава Христос, бидејќи тој вели, ти не си Месијата. Не може ваков како тебе да биде Месијата. Не може. И кога доаѓа вечерта да го предаде Христос, со целив, и го прашуваат оние околу него, ти ли си, што вика Христос? Јас сум. А на многу места, кога тој ја користи оваа фраза, јас сум, тој се поистоветува со кого? Со оној Јахве Бог кој се објавува на Мојсеј, како јас сум. Да го земеме ученикот Симон Петар. Каков е тој ученик? Тој е прикажан во 3 епизоди. Рипнува со меч да го брани Христос. Храброст, но не ја разбира Божјата слава. Воопшто не разбира што се случува. Презема човечки мерки за да наводно обезбеди Божјо владение.
Второ, тој го следи Исус. Има некаква делумна верност во следењето на Исус. Другите се разбегуваат, тој се уште оди по нив. Но конечно, во момент на слабост и страв, тој трајно ќе се откаже и веројатно тоа кога ќе го каже дека Петар се заколнал дека не го познава тој човек, многу е можно исто така да се разбере реченицата не само дека тој се заколнува, ви се колнам, не го знавам Христос, не го познавам, туку го колне Христос, за да може да се ослободи од товарот кој би дошол врз него. Значи, Исус се објавува не само преку своите зборови и дела, туку Исус се објавува преку реакциите на неговите ученици. Со други зборови, тука е вечната Божја љубов. Што и да сме ние, како и да изреагираме кон Бога, толку повеќе ја потврдуваме кој е Бог. Колку повеќе потврдуваме дека ние сме паднати, распадливи човечки суштества, толку повеќе Бог се потврдува во тоа кој е тој. Нивните грешки, нивните предавства, но дури и моменти на храброст ја потенцираат она единственост на Христос. Нема како Христос, нема друг како Христос. Нема друго име дадено на целиот свет, освен името на Исус Христос, отелотворениот Бого-човек. И тој Христос ги собира сега овие ученици во една таква блиско заедништво. На таа тајна вечера која во Јовановото Евангелие е опишена во повеќе поглавија. Тој Христос, додека сето тоа го раскажува на своите ученици, наеднаш застанува и им вели на учениците: нема веќе, ова ви го кажува во параболи, но ќе дојде час кога нема веќе во параболи да го зборувам, туку откриено и ќе ве известувам за Отецот. И малку потоа им вика: дури нема ни потреба веќе да се застапувам за вас, бидејќи вие директно сега имате пристап, бидејќи таткото, Отецот сам вас ве љуби. Одговор во слики кој Христос ги користи, сега тој преваѓа во така наречен јасен говор. Учениците го величаат во тој момент, но Исус ги прекорува. Не заради содржината, не дека тие зборуваат вистина, туку нивната површност што покажува едноидно разбегување. Пред можеби една година или колку година и пол се направи едно ново филмувано дело, нов филм, врз основа на една од најпознатите антивоени книги на Запад, ништо ново. И овој филм беше направен пред 1-2 години и јас го гледав така пред година и пол. И мене во главата ми остана една фасцинантна сцена. Кога млади луѓе кои не знаат што е војна, речиси и лажат дека се здрави, некои од нив лажат дека се целосно способни за војска, за да влезат во регрутацијата. Таа сцена да ја видиш како се сите површно залетани и сите мислат дека се што ќе видат таму ќе биде слава и величание и не знам што друго, и потоа да ја видите сцената во која што голем дел од нив на страшен начин ќе изгинат. Голема е таа разлика помеѓу она што го замислуваме кога се е во ред и се е на место, а само во најава нешто се случува, и она што се случува кога стварно сме, така да се изразам, на бојното поле. И тоа е што Христос го прекорува кај учениците и вели: не сте биле во вистинска војна, чекајте малку, ќе видите како тоа изгледа. И во овој случај се разбира, он стриктно зборува само за онаа духовна војна, која христијаните се повикани не против крв и тело, туку против началства духовни, да ја водиме како таква. И овој јасен говор значи го означува часот, а тоа е смртта, воскресението и вознесението на Исус Христос. Христос го најавува часот на доаѓањето на Божјото царство, кое повторно сум го кажал ова, веројатно во некои мои други проповеди, не е концепт на само простор. Божјо царство оградено со некои граници и еве го царството. Туку царството значи глагол, активност, дејство.
Божјо владение. Со други зборови, секој од нас кој му верува на Христос, кој има таа вера во Нега, колку и да е таа слаба, колку и да сме ние самите распадливи, ограничени и немокни. Кога ја исповедаме таа вера во Христос и луѓето можат во нашата слабост да го видат огледувањето на Божјата величие, таму каде што сме ние, такви слаби, така да се изразам, никакви, таму Бог владее. Ставете си го ово во умот. Каде да се наоѓате? Со вашата вера. Верувајќи му на Господ Исус Христос и на Неговото величие, каде и да се наоѓате? Во цела ваша слабост. Таму Бог владее. Тоа е Божјото владение. Тоа го открива Христос. Неверојатната работа. И што е уште поважно, вика, јас ќе си заминам, но не ве оставам сами, бидејќи ќе го пратам Духот Свети. И Исус е тој врвен пријател, верен пријател. Во Јовановото Евангелие во 18-та глава Исус сведочи отворено. Вели, ништо не кажав тајно. Зашто ме судите? Дека нешто сум го бунтувал народот. Јас се што имав да кажам, стоев пред мноштвото и го кажував. Наспроти Петровите 3 негации, Исус јасно нагласува дека е вистински пријател. Ова беше стварно небитно. Јас не знам, не ги знам песнарките песната, но оваа песна, во која што имаше текст во кој кажува немој да му ги мешаш сметките на тој што успева, а потоа да му се правиш пријател, феноменално се вклопи во она што јас денеска сакам да го кажам. Благодарност до братот Ѓорги, кој верувам се моли додека ги прави овие работи и размислува кои песни треба да се пеат на богослужбите. И јас сум за тоа крајно благодарен и го славам Бога за тоа што е на тој начин он денеска употребен. Христос е вистинскиот пријател. Нема ништо наместено во него. Христос на вистина го сака најдоброто за нас. И очекува така да живееме и ние. И сега доаѓа она што го почнав на почетокот тој стих, да го малку повеќе разгледаме. А тоа е Божјата љубов кон учениците. Бидејќи тука се исто, не само Бог ве, пазете, не Отецот ве љуби. Туку он нагласува уште еден, значи додава уште еден важен збор. Уште една важна придавка. Самиот татко ве љуби. Самиот татко ве љуби. Љубовта Божја е активна и постојана. И таа љубов потекнува од Бога и ние не можеме да ја објасниме. Не можеме да ја најдеме никаков почеток, нити пак некаков крај. Таа е секогаш активна и таа е секогаш постојана. Денеска би сакал јас прво и сите вие заедно со мене да запомниме. Самиот татко не љуби. Самиот татко, небесен татко, не љуби. И тоа прави цела разлика меѓу она дали животот има смисла или не. Самиот татко не љуби. И потоа чекор понатаму, преку таа љубов, преку таа поставеност на татковата љубов, Христос нагласува нешто уште поважно, како таа љубов Божја се манифестира. И всушност како се манифестира божеството на Исус Христос. А тоа е, јас излегов од таткото и дојдов во светот. Укажува на неговото божество и на неговата божествена мисија. Бог е оној кој го праќа самиот Исус Христос. Тој самиот е отелотворен Бог. А што кажува за сето ова во 29-тиот и 30-тиот стих реакцијата на учениците? Да ја прочитаме уште еднаш. Му рекоа учениците негови: еве сега откриено зборуваш и никакви параболи не кажуваш. Сега знаеме дека знаеш се и нема потреба никој да те прашува. Заради тоа веруваме дека од Бога си излегол. Од таму си излегол од Бога кој сам нас не љуби, со други зборови. Учениците признаваат
дека сега или препознаваат, е подобар израз, учениците препознаваат дека сега Христос зборува отворено и јасно. Врз основа на оваа јасност во Христовите зборови, нивната вера се зајакнува и признаваат дека Исус знае се и дека доаѓа од Таткото. Тука се развива нивната вера, од недоразбирање кон препознавање на Исус како Бог, иако она што ќе следи повторно, ќе биде голем тест за нивната вера. Но без разлика што до еден од нив во дадениот момент ќе подклекнат и ќе се разбегаат и ќе бидат на некој начин ќе се откажат од Христос, сеедно овој зародиш на тоа што Христос го прави во нивните животи нема да биде залуден. И Христос поставува и дава една изјава. Пак ќе кажам, може да се разбере како прашање сега ли верувате, но исто така може да се разбере и како сега верувате. Со други зборови сака да ги охрабри. Тоа е единствената јасна исповед во прошталниот говор, како да дадат изјава учениците дека знаат и веруваат во Христос е тука. 16 глава 30 стих вика: сега знаеме и сега веруваме. Недоволно сваќаат, но верата е вистинска и ја потврдува темата дека Исус е пратен од Таткото. И не верувам дека се работи провенствено за некое иронично прашање, бидејќи Исус стои до нив, тука е. Ова е многу интимен момент на вечерата. Туку Исус непосредно пред тоа, во 16:27 и потоа повторно во 17:8, ја потврдува верата на учениците. Во 16:27 вика: бидејќи Отецот сам ве љуби, зашто вие ме возлюбивте и поверувавте дека јас сум излегол од Бога. И во 17:8 се повторува нешто слично. Од тука овој стих, сега верувате, е пред се потврда, а не прекор. Нивната слабост и нивната вера, иако се слаби, не ја поништува нивната посветеност на Бога. Туку ја нагласува верноста на Христос, а таа верност е основата на секоја наша несовршена вера. И така прошталниот говор на Исус Христос завршува со охрабрување и мир пред да ја моли Христос молитвата во 17 глава, а не со сомнеш или со прекор. Гледате дека да беше сомнеш или прекор, тука некаде ќе сопреше Христос. Но затоа што не е сомнеш и не е прекор, завршува: во светот ќе имате маки, но не плашете се, јас го победив светот. А Исус во 32 стих и ќе им предскаже потоа дека учениците ќе се разбегаат кога тој ќе биде уапсен. Тој ќе остане физички сам, но им нагласува дека тој духовно нема да биде сам. Таткото ќе биде со него. И пророштвото се исполнува точно при неговото апсење. И тој останува сам, но повторно нагласува: нема да бидам сам, бидејќи таткото ќе биде со мене. Во многу што, кога ги гледаме учениците и нивните падови, ние можеме од нив да земеме само пример, како прво да и учениците паднале, и тоа не треба да биде охрабрување за нас да паѓаме, да ни биде полесно. Не е тоа поентата. Но факт е дека ние не сме ништо повеќе од самите ученици како обични луѓе. Идејата е дека колку и да паднеме, како и да паднеме, со нашата вера која вртиме кон Бога, во неговата љубов секогаш имаме извор на прошка која го обновува односот. И ние повторно можеме да почнеме и да не само да почнуваме, туку да ја продолжуваме, да го продолжуваме нашето заедништво со Бога. Истовремено, секоја наша слабост уште повеќе нагласува верноста на Христос. Исус вика: верувате, Бог ве љуби, држете се до мене. И со други зборови, сета ваша слабост, сите ваши колебања, секите ваши падови, преку покаяние и вера, тоа е цело време нагласено, не грижете се. Јас имам безпрекорна верност. Јас сум гаранцијата дека тоа што ќе стигне до таткото кој ве љуби, нема да стигне преку вашата слабост, туку ќе стигне преку мојата цврстина и мојата вера и мојата посветеност и конечно мојата љубов. И
Кои се поентите кои од тоа можеме да ги ние извлечеме од она што го читавме и од она што Исус денеска ни го кажува? Јас извадив од овој текст 5 поенти. Каков е Христос, какви треба ние да се трудиме да бидеме и повторно во тој обид колку Христос се нагласува вистински кој тој е за секој од нас во светот и се разбира дека тој го држи светот во своите раце. Исус е искрен. Тоа е првата поента. Отворено кажува дека ќе има тага и неволји. Тој ја исклучува илузијата дека ќе имаме кој било од нас како верници лесен живот и нуди реални очекувања. Влегувањето во верата не е првенствено решавање на човечките проблеми. Првенствено. Бог прави многу чуда. И Исус излечил многу луѓе. И со тоа, така да кажам, им разрешил многу проблеми во животот на луѓето. И ние сме повикани да се молиме и да бараме од Бога таа милост и благослов. Но главната поента тука е дека се исклучува илузијата дека се стане верник. Животот ќе стане на земјата многу лесен. Напротив, многу често не само заради околностите, туку заради повикот на кој што сме повикани да живееме со чист живот, да одбиваме каква било измама, лага, корупција и така натаму, нашиот живот, ако ништо друго, ќе стане уште потежок, а никако полесен. Тоа е она што Христос ни го нагласува и ни го кажува како факт. Но, овој факт, оваа констатација, доаѓа со величествено ветување. Дека Христос, тоа е втората поента, е извор на мирот. Исус искрено кажува каков е светот. Но истовремено Исус кажува искрено каков е тој. Тоа е разликата која гледаме. Еве го светот, таков е светот. Но еве ме мене, ваков сум јас. Во светот ќе имате многу неволи. Не плашете се, јас сум извор на мирот, јас го победив светот. И вистинскиот мир не е да се избегне каков било проблем. Вистинскиот мир доаѓа од нашата увереност дека тоа што Христос го покажува преку свој пример и се отелотворува во нашите животи секојдневно, таму го наоѓаме вистинскиот мир. Во секоја молитва, која што јас, од моје лично искуство и луѓе кои мене ме воделе и ме поучувале како да молам и како да ја разбирам Библијата и Бога да го разбирам, можам да ви кажам дека едно од така да кажам, прекрасните, преубавите, највкусните, ако смеам да кажам, искуства на Бога во молитвата е токму тоа уверување. Не разрешувањето на проблемите, туку уверувањето дека Бог е со мене, дека Бог ова го гледа и дека тој е извор на вистинскиот мир. Третата поента е дека Исус лично искусил тага. Неговите страдања, дали е тоа омразата против него, предавството, загубата на пријателите, обвиненијата кои се лажни, прогонството, мачењето, убиството, сведочат дека тој ја разбира човечката болка. Христос премногу добро ја разбира човечката болка, бидејќи ја доживеал, бидејќи целосно ја искусил тој самиот. И затоа донесува охрабрување. Бидете храбри преку своето служење. Тој прави чуда, тој храни гладни, тој исцелува, тој го воскреснува Лазар. Сите тие дела се доказ дека тој го надминал светот, дека тој го победил светот и дека тој еден ден ќе го преобрази светот. Исус го победи светот. Преку крстот, преку воскресението и преку вознесението. Неговата победа станува идентична надеж за нас верните. И сега, дојден е часот за Исус, ама дојден е часот и за учениците, или дојден е часот и за нас.
Овој час, каде што учениците паѓаат, не е само пад на учениците, туку и можност за појасно објавување на тоа кој е Христос. Христос останува господар над ситуацијата и преку контрастот со човечката слабост се открива како спасител. Што кажува при мигот на опсењето? Сега можам да го замолам мојот небесен татко да прати што? Легии и легии на ангели, кои ќе се борат и против кои што човечката војска нема и сила, нема никакви шанси. А за современите христијани денес, за нас денес, која поука ние можеме да извлечеме од овој текст? Нашите слабости, а ги имаме многу, барем јас за себе можам да кажам, може да станат и повод за уште посилно сведоштво за Христос, наместо да ни бидат камен кој ќе не влече назад во гревот. Секоја наша слабост станува многу помоќна и многу посилна, бидејќи знаеме дека преку неа се открива силата на Бога. Тие се повод за уште посилно сведоштво за Христос. Колку послаби сме, толку помоќно и посилно Христос сведочи преку нас. И сите оние животи на христијани и христијанки, браќа и сестри низ историјата на црквата, кои јас ги имам проучуван, кои јас ги имам искусено, до еден, од тие што јас ги знам, за кои што ни представуваат пример на голема вера. Тоа се луѓе, до еден, кои покажуваат една исклучителна чувство за својата слабост, за својата ранливост и за својата немоќ. И токму во тоа сознание доаѓа не нивната, туку доаѓа Божјата сила. Од таму се појавува. Денеска јас сум слаб. И верувам дека голем дел од нас тука во оваа заедница и дел на луѓето што гледаат преку екрани, се чувствуваме слаби. Чувствуваме самите разочарани од себе си. Се чувствуваме на некој начин недостојно да станеме пред Бога и знаете што? Се тоа е точно. Така е. Но истовремено, во нашата вера кон Бога, повикани сме таа наша слабост да ја изложиме пред Христос и да му кажеме: земи ја, Христе, ти си мојата сила. Христос е истовремено Божиот збор кој ни го праќа и содржината на тој збор. Христос е Божиот говор и содржината на тој говор. Во него ги имаме и едното и другото. Истовремено како што Бог ни зборува, ни ја дава и силата во Христос тоа да може во нашите животи да биде спроведено. Ова е повик на животен импулс, потсетување на Божиот здив во човекот. Ова е тој момент во кој што Христос вика: не плашете се, јас го победив светот. Христос ги повикува на живот. Христос им вика: јас ќе ви вдахнам нов дух, ќе го пратам Светиот дух. А како почнува приказната на човештвото? Во првото поглавие во книгата Битие. И Бог вдахна што? Дух, и човекот стана живо битие. Бог Јахве, таткото, го направи тоа за првиот човек и за првите луѓе. Бог Синот го прави тоа за целото човештво, за нас, за тебе и за мене. Не ли е Бог прекрасен? А знаете зашто? Псалмистот мудро рекол: зашто вечна е љубовта. Нели е Господ величествен и прекрасен? Ова ја означува силата која прекинува фаталноста на смртта и отвара хоризонти на нова надеж. Смртта го нема последниот збор. Има една песна од еден македонски
бенд која ја слушав неодамна, или поточно еден македонски автор музички, кој што пее за тоа вика евеа смртта умира. Каква убава игра на зборови. Умира смртта. Единствениот миг кога смртта умрела, не постои друг миг. Е мигот кога Христос ја порази смртта. Тоа е мигот кога смртта умира. И ова охрабрување, конечно, е изговорено во множина. Не вели спасен си ти, поединечно на секој од учениците. Туку им вели спасени сте вие. Во светот ќе имате маки, не плашете се, јас го победив светот. Вие заедно. И оттаму исто важно е да се знае. Битно е да се знае дека тоа што всушност Христос го кажува на секој од нас како заедница е важно за нас денеска како таква заедница. Затоа цркво во село Колешино. Наспроти сите маки и проблеми што овој свет ги носи. Јас немам порака од мене да ви дадам нити каква било сила. Туку заедно со вас како заедница можам да кажам и да се поистоветам со пораката на нашиот Господ Исус Христос. Самиот татко не љуби. И во светот ќе имаме проблеми, но да не се плашиме, бидејќи Христос го победи светот. Амин. Амин. Ке ве замолам да станеме и да се помолиме, да му благодариме на Бог за овој збор и потоа ќе продолжиме до крајот на богослужбата. Небесен татко, ние ти благодариме за твојата добрина, за твојата љубов, за твоето величие. И ти благодариме затоа што во овој миг работиш во срцата, во умот, во духот, во душите и во телата на секој од нас, без разлика како, на која возраст сме, како се чувствуваме, од каде доаѓаме, од што се плашиме, апсолутно неважно. Тебе ти се предаваме. Ти не љубиш. Татко, ни ветуваш, ти самиот не љубиш. И затоа имаме мир во овој свет полн со неволи. Бидејќи ти, Христе, го победи светот. Ти, Христе, направи смртта да умре. И затоа ти благодариме во името на нашиот Господ Исус Христос. Амин. Повелете, седнете и сега можеме да испееме последната песна, број 367, за чие време ќе се собере и доброволниот прилог.
Благодариме на Бог за оваа прекрасна љубов, а верувам сега децата имаат и тие да ни кажат од зборот Божи. Повелете. Ајде да видиме колку сте храбри. Амин, амин. И пред да ја завршиме целосно и да прогласиме оваа служба за готова, ќе ве замолам да ја испееме уште песната број 1. И потоа ќе го дадам јас и благословот. Амин. Ќе ве замолам да станеме за благословот. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бог Отецот и заедништвото на Светиот Дух да бидат со нас сега и за секогаш. Амин. Со ова ја завршуваме оваа неделна богослужба. Идната богослужба во недела повторно ќе биде во 10 часот, повелете. Мир Божи со сите вас.